Кога е ноќ, кога сите гласови ги снимува, повеќе ги слушам гласовите во главата. Тешко е човек да се соочи со купнеш. Секој миг мислам на нив. Сигурно на нина многу и недостасува. Половина од нашиот дух остана таму. Тешко ти е што зборувам за луѓе што ни недостасуваат. Ќе ги најдеме. Побегнале од таму. Еден ден ќе ги најдеме. Добар ли си? Добро. Зборев со капетанот на бродот. Некои бродови со недели чекаат на пристаништето. Изгледа дека уште неколку денови ќе бидеме овде. Сега и да сум во дното на пеколот нема да се грижам. Но јас се грижам. Сакам да слеземе веќе од бродот. Се надевам дека Лола ќе успее нешто да направи. Овој воздух добро ќе ти дојде. Прво ќе одам да најдам една кола, додека ти ги проверуваш листите во конзулот, јас ќе одам ќе ги соберам лиштата од другиот хотел. Потоа ќе дојдам кај тебе. Охледе, нозете како ме болат. Многу ме болат, многу. Добро утро. Добро утро. Што е, зар имате болки во нозет? Не. Господине Јахја, овие ни се гости од Крим. Здраво, јас сум Јахја Ахмет, газда на хотелот. Многу ми е мило. Сеите Минов. Шула, Мило ми е. многу ви благодарам за вчерашниот љубезен гест. Нема зашто. Ви беше људобно во собата? Да. Одамна не сме се чувствувале вака како дома. Мило ми е што го слушам ова, многу сум среќен. И јас вчера заборавив да ме прашам, вие од кој дел на Крим сте? Алушта. Алушта. Господјо Ѓузиде, дојдете. Ете, овие гостини дошле од Алушта. И таа е од Алушта. Така ли? Родена е во Бахчесарај, но тука дојдоа од Алушта. Добре дојдовте. Ми донесовте среќа. Ви благодарам. Види, само што ќе види некој од својата земја почнува да плаче. Сега солза по солза и ќе се испразни. Види. Војко Али, не ја срамотите, молам. Да те запознам со нив. Господинот Сеите Минов. Господјата е... Шула. Курт Сеите Минов? Да. Ама, мене пријателите ме знаат како Курт Сеит. Јас сум најстариот син на Мирза Мехмет Еминов. Зарем го познавате? Како не го познавам? Како може да не го познавам? Дадо би нас... Паметам кога се роди Сеид. Јас бев нова невеста. Мирза Мехмет го честеше целиот град. Му благодарам на Господ и тој беше задоволен од сите негови деца. Се гордееше со нив, живееше за нив. Можеш да си го земеш делот од имото што го поседувам, но девојката нема да ја донесеш овде. Исто така не сакам да доаѓаш додека си со нејзе.
Но твоето место секогаш беше поразлично за него, Сеид. Секој знаеше дека ти си му омилен син на Мирза. Таа вечер успеавме да ги избракаме сите бунтовници, ама немав ниту сила, ниту пак оружје за да го спасам моето семејство. Откако ги закопав моите со собствените раце, моравме да побегнеме со едно бродче. Мојот најмал брат умре на моите раце. Бато? И Осман не успеавме да го спасиме. Господа го прости. Амин. Господ нека им даде долг живот на останатите. Го закопавме во Синоп, во дворот на куќата каде што спиевме. Осман секогаш сакаше да замине од Алушта. И така и се случи. Гробот му е во Синоп. Зарем вие во Синоп се венчавте? Не. Се уште не сме венчани. И јас го изгубив тогаш документот за венчавката. 8 месеци поминаа дури да дојдеме овде. После одново извадивме документи и така се венчавме. И вие ли имавте таков проблем со документите? Така некако. Поради ситуацијата, морав да се одвојам од моите родители. Јас сакам да бидам заедно со нив, ама ете... Имаш право. Јас ќе одам шербетот да го подготвам. Вашата господја добро зборува турски. Да, така е. Не ја оди лошо. Шербетот е многу важен за ова сладко. Господја Захиде сигурно многу подобри сладки има направено на својата невеста. Се надевам дека и нашите јадења ќе ти се допаднат. Сигурно ќе ми се допаднат. Да ви се позлатат рацете. Јас мислев дека во Алушта останувате кај нив? Да. Не успеавме да одиме на чифликот. Се запознав со вашите пријатели. Со Джелил? Со Татја? Да. Многу случајно. Зарем и тие дојдоа во Истанбул? Сите најсакани луѓе ги оставивме во Алушта. Зошто толку долго од мене ги криеше те убави падини? Зарем требаше некој да пристигне од Алушта? За вака убаво и сладко да се насмееш? За жал со нив истиот ден сме го напуштиле Алушта. Затоа не доби вест од сестра ми.
Имам желба еден ден да можам да видам се што криеш позади тие убави очи, Ѓузида. Нема ништо освен копнеш. Како човек може да дојде од Крим до тука, за да се венча со непознат човек? Зар ова го кажува онаа храбра девојка што скокна од возот врз мене? Ова не е храброст. Ова е коцкање. Се венчаш со некој што не го сакаш, му раѓаш деца и то само поради твојата фамилија. Не ми се верува. Понекогаш за твое добро и за твојата иднина одлучуваат постарите. Кутра девојка. Ова е глупост. Голема глупост. А јас ке продолжам да живеам како да си се уште на фронтот. Што стана? Ќе излезам да се прошетам. Зарем те навредив некако? Не, воопшто, сигурно од јадењето. Добро, тогаш и јас ќе дојдам со тебе. Шуло те молам. Ќе одам сам. Ај, Војко Али ги спомна болките. Додека се симнувам, патем ќе му го дадам лекот. Добра ноќ. Убаво да спиеш. Добро. Ивко, Што бараш ти овде? секам нешто за пиење. Пијалок. Нема. Заврши. И онака доволно си испил. Оди легни си. Застани, каде одиш? Остави ме, ти реков. Губи се. Заќути? Губи се, оди си. Биди мирна. Дојди мој мамо. Ова ли е твојата соба? Пушти ме. А? Пушти ме. Каде е твојата соба? Добро. Пушти ме. Што ја чепкаш ти, керка ми? Ле. Значи, вие овде сте имале цел арсенал? Ние сме биле кај во водата. Јас најдобро да му кажем на командантот. Сите ќе умрете! Сите! Каде остана овој? Отиде доле да земе пијачка. Ќе одам да проверам. Ајше, земи го татко, ти одете горе. Дај му вода и потоа викни го Јахја. Сите ќе умреме, ни дојде крајот. Без да се сретнете со некого отице горе. Има ли друг излез од овде? Нема. Ворев, јас ќе измислам нешто. Вие викнете го господинот Јахја, ајде.
Добро вечер, повелете. Ви треба нешто? Мојот пријател се стимна овде. Ние никого не видовме овде. Ако ви треба уште пијалок, веднаш ќе ви донесеме. Повеле. Ворет. Јас ќе ви го донесам, господине. Господин Ели, ако сакате, викнете го господинот Јахје. Со него имам некоја друга работа. А за тоа време јас ќе им го однесам пијалокот на нашите гости. Вие повелете, господине. Додиме горе. Виното е прекрасно, нели? Девојко, те молам ако можеш ти подготви им на нашите гости од специјалните сладки. Сигурно многу ќе им се допаднат. Добро. Многу е вкусно. Го најде ли? Не го најдов. Јас шишето ќе ви го оставам тука. Да не ви е потребно нешто друго. Не ви благодарам. Убав прстен. Дали има некој значење? Не, нема. За колку ми го продаваш? Се извинувам, господине, не е за продавање. Ако сакам, ќе го земам. И јас се надевам дека во Пера ќе можете да најдете многу побави од овој прстен. На здравје, јадење. Благодарам. Се разбира, еве ова ни беше потребно. Така, само уште музика ни фалеше. Како успеа таа жена да побегне тогаш? Не знам. Не знам. Сите тоа мислат и се смеат. Ова нека остане меѓу нас. Ѓузиде, ниту Галип, нека не знаат за оваа работа. Се договоривме? За ништо ме направи убиец, куќе расипано. Војко Али, колку можеме да му уверуваме на Сеид? Дали ги виде оружјата? За сега се мирни. Не се посомневаа во ништо. Шишето уште малку ќе ги занимава. Ти благодариме. Се разбира, ќе се отрезнат и ќе бидат поупорни во барањето на војникот. Затоа телото треба да го однесеме подалеку од хотелот. Добро, но како ќе го правиме тоа пред сите овие војници? Внимавај. Проверете ја вратата.
Чекај, Сеид, да ти помогнам. Ајде, влезете, влезете. Што правите вие? Што има внатре во тоа? Има компири. Јас сум газда на хотелот. Ги носиме до дома за сираци. Во ова време? Само во овие часови ни преостанува слободно време за тоа. Откако ќе си одиме, одма испрати вреќа со компири до дома за сираци. Добро, не грижи се, ќе испратам. Добро. Ајде со Ајде се идуваме. Со лесна нека. Што ги интересира да ти се плукнам во луѓето? Сакате ли вие да испратите нешто, господине Јорго? Повели. Ние праќаме некои работи до домот. Дали ви имате нешто да дадете, а? Имате да пратите? Не. Може и пари. Не бе, какви пари, нема пари. Јас знам кого и што да им однесам. Ајде. Кога слушна за пари се сокри внатре. Скржаве целе. Додека наоколу има толку англиски војници, како успеавте да земете толку оружје? Ги собравме пред окупацијата. Толкава амуниција сигурно не е собрана како колекција, нели? Сигурно сакате да ги дадете во организацијата Кувај Милија. Господине Јахе, јас сум доверлив човек. И јас на Црно море како неофицијален војник работев за Кувај Милија. Војник сум уште од мали нозе. Мојот збор е заклетва. Многу е тешко да се верува на некој непознат во вакво време, тоа го знаете и вие. Јас знам едно нешто, дека до последен здив треба да се бориме за нашата земја и за нашите права на овие простори. Јас сум подготвен се да сторам. Ова го научив од татко ми со многу маки. Вашиот пријател во Истанбул навистина е многу моќен човек. Со една наредба ги следи вашите документи. Утре наутро ќе можете да се стимнете од бродот, ќе имало некоја кола и ќе ве земе. И ќе воднесе таму каде што ве чекаат. Ви благодарам многу. Одиме, пријателе. Од утре почнуваат истанбулските авантури.
најдеме некое помирно место. Тука ќе биде поуверливо. Сакаш да пешачиме до колата? Може. Другарот веќе заспал. Сите имаме среќа што вечерва бевте со нас, Курцеид. Од сега секогаш ќе бидам со вас. Имав желба да ве однесам на многу поубави места. Зошто дојдовме овде? Ми се допаѓа гласот на пеачката. Добро утро. Добро утро. Не забележав кога се врати. Да, доцна пристигнав. Не сакав да те разбудам. Зошто ти е кошулата испрана? Се случи нешто? Заколни се на Куранот дека ништо нема да кажеш за она што се случи вечерва. На Куранот заколни се. Ветувам дека никому ништо нема да кажам. И твојата сопруга, нели? Ниту на Шула нема да ја кажам. Се колнам. Ова... Вчера со господинот Јахја малку претеравме со пењето. Направив неколку флеки и поради тоа кошулата морав да ја исплакнем со вода. Джилил! Ајде, време е, пријателе.
Ајде, станувај, разгуди се. Ајде, се спасивме. Се симнуваме, ајде. Уф, колку само убава мириса мама Бинас. Поради копарот е. Мислеше нема да бидат вкусни? Значи се сум погодила. Уште некој сака чај? Ајше? Повели да Бинас? Сака ли некој уште чај? Тоа те прашав. Не. Тогаш ставај неколку од овие, децата нека носат нагоре. Керко, што ти е? Ништо не ми е. Јас ке ставам Бинас. Погледни ме. Ти да не си болна, Керко. Бледа си ми, не ми изгледаш добро. Ништо не ми е, добро сум. Од синоќа многу чудно се однесува. Уморна е сигурно. Има гужва во хотелот. Ајде, носи ги. Ајде. Јас ќе излезам малку надвор. Ајде, господине, али горе нема никој. Да не ја оставаме Ајше сама да служи. Добро, доаѓам. Има ли некој недостаток? Ако има, тогаш да го испратиме Галип до чаршија. Има и недостатоци, а има и многу работа. Треба да сошиеме уште 100 кошули за војниците. Се ќе биде се, не грижи се. Ајде. Дај Боже. Вчера и господинот Јахја беше загрижен. Нормално, Керко. Зарем малку работа има човекот? Многу касно се врати. Не треба да се мешаме во машка работа. Ние да си ја гледаме својата работа. Ако треба нешто да се објаснува, тогаш сигурно ќе ни кажат. Може денес и јас да дојдам со тебе? Не сакам да останам затворена во соба. Душо, те молам денес, дозволи ми да одам сам. А и плюс тоа, знаеш, Аркадиев беше многу добар пријател со татко ми. Денес ќе одам сам, а после некој време ќе одиме заедно. Добро, како сакаш. А всушност имам и други работи кои треба да ги завршам. Треба да променам дел од парите што ги имаме. Нели немаше да ги трошиме тие пари? Сепак мораме. Сега за сега. Свесна сум дека не можеме долго да останеме тука. Немаме ни доволно пари за тоа, но што знам, некако сакам да најдам работа. Може би ќе давам часови клавир. Или може би можам, не знам, да кројам, да шијам фустани. Ќе ти купам ткаенини. И штофов исто така. Ќе кроеш фустани само за тебе. Во ред? Воопшто немој да мислиш на работа. Јас ќе средам се. Не сакаш да се грижам. Но не сакам да криеш ништо од мене. Знам дека сме во лоша ситуација. Немој да се грижиш за ништо. А и мислам дека со ѓузите можете да бидете добри пријателки. Например, денес целиот ден можеш да го поминеш со неа, нели? Да, во право си. А со тоа, нема да останеш цел ден во затворена соба. А и јас се разбира, ќе ги завршам сите работи и веднаш ќе се вратам.
сасвим се изгуби. Ќе ми биде жал. Чекај. Се сетив долу ќе ги прашам. Еве веднаш одам. Види, Шула. Не оди никаде. Преполно е со луѓе, не оди сама по ходниците, во ред? Не грижи се за мене. И додека си во соба заклучи вратата. Не грижи се за мене. Подобро, ти внимавај додека ја носиш таа торба, добра? И ти не грижи се за мене. Биди внимателна. Многу те сакам. Те сакам. Да, така беше. Одма да си одиме. Не ми се верува. Ајде, веднаш одиме. Повелете да одиме. Господине Јахја, народ нека е, што се случи? Еден англиски војник, наш гостин од вчера вечер, не може да го најдат. Зар се уште не може да го најдат? За жал, вчера во една тепачка на улица го убиле изгледа. Нека му е лесна земја. Амин. А ти, синко, одиш ли? Да, во близина најдов едни наши стари пријатели. Ќе одам да ги посетам. Ајде, Господ да ти помогне. Шула ќе биде во соба денеска? Да, Шула е во соба. Денеска сакам нези да ја поканам на чај. Нормално ако не сметам. Би било добро. До гледање. До гледање, синко. Ајде, девојки, сите на работа. Ајде. Случката нема никаква врска со хотелот, бидете спокојни. Ајде. Господине Сеид? Вчера изгледа ви падна лова. И јас за ова сакав да ве прашам. Ви благодарам. Ние сме ви вам благодарни. Ве молам, не кажувајте ништо никому. Инаку татко ми ќе биде во многу лоша ситуација.
Дојдени сте за работа? Не, поминував од тука и би ги донесов овие. Дајте ми ги. Ви благодарам. Кога ќе бидат готови? Ти ќе дојдеш да ги земеш или ние да ти ги донесеме? Ако можете, вие доставете ги. Ние сме во хотел Шереф, оставете ги под име Еминов. Русинка си. Да, Кога дојдовте овде? пред 2 недели. Односно во Истанбул сме 2 недели. Така, ти таму што беше? Принцеза беше или бароница? Не срами се. Овие се сите како тебе. Да те запознам со нив. Бароницата Аља, бароницата Олга. Ете сите се овде, но сега сите перат алишта. Многу ми е мило. Јас сум Александра Жулијанова Веренскаја. Ви благодарам за вашите услуги. До гледање. Нема на што. Джилил? Лола, бароница? Не ми се верува дека пак ве најдов. И на нас исто. Се уште не можам да поверувам. Влезете, ве молам. Влезете. Не ми се верува што се случи, Джилил. Татја ќе ја памтам побавата насмевка. Сите исто така. Во точно време ти ни се појави. Благодарение на тебе преживеавме. Благодарам. Чувствувајте се како да сте дома. Во сигурни раце сте. Не грижете се. Ти благодарам многу. Долго време не паметам дека сум била толку среќна. И долго време не допрев рака на добар пријател. Сепак меѓу овие сите проблеми си успеала да создадеш свој рај. Живееш во свој свет. Силните луѓе секогаш добиваат многу, Петро. И јас на овој начин успеав многу. На почетокот и јас сакав да си одам од тука. Но веќе го засакав градот. И веќе немам причина зошто да си одам од овде. Знам, ти ја сакаш опасност. Имаш право. Со денови постојано одам во конзулатот со цел да пронедам пријатели. И фала му на Бога, ве најдов вас. Верувајќи во пријателството меѓу вас и татко ми, сакав многу да ве видам. Мирза Мехмед беше многу голем човек. Сите ние поминавме од исти тажни денови. Барајќи спас пристигнавме овде. Искористени сме од својата земја. Тука сакаме се да почнеме однова. Да, за жал. А и токму затоа, поради тоа, мислам, дека пријателствата се многу поважни од парите. Мислам дека токму затоа треба да се поддржуваме еден со друг. Јас што можам да направам, Сеид? А и за да можеме своите семејства да ги донесеме овде, за да можеме сите заедно да живееме, тогаш ќе мора да си помогнеме еден со друг. Жалам, но јас не можам да ти помогнам. Види, јас се жртвував за да пристигнам довде. Сега продолжувам со мојот спокоен живот благодарение на англичаните.
Добро, ти како еден турчин, дали работиш со англичаните? Каква врска има ова прашање со нашето пријателство? Ти си турчин, Сеид. Ние сме на различни страни. Додека Турција е под англиска окупација, зарем ке можеш мирен да останеш? Нашето пријателство може да ме доведе до тешка ситуација. Пријателствата во Алушта секогаш ке останат таму. Жалам, нема да дозволам ништо да го расипе мојот нов живот. Се надевам дека вашиот нов живот не е поставен врз темели кои што се слаби како и вашиот карактер, господине. Откако окупаторите ќе бидат избркани од овие земји, ќе сватите дека сте сгрешиле. Мислам дека оваа соба ќе ти биде многу удобна. Ако не ми е удобно, знам во која соба да дојдам. Ми недостасуваше. Постојано мислам на Сеид. Нема ли вест од него? Нема. Би било чудо ако успел да стигне со толку мал брод. Джилл вели дека Сеид има 9 животи. Во право ли е? Сеид во тој брод се качи со својот брат, кој што беше тешко ранет. Ако брат му преживеал, биде сигурна дека Сеид ќе се врати во Алушта. Зошто сега вака зборуваш? Нели сама да кажа дека Сеид има 9 животи? Ако е жив, тогаш ќе дојде. Може би нас не бара, Петро. Да се надеваме. Те молам од сега, спомнувај го само моето име. Петро.